Здраво на сите. Дали се слушаме? Ти благодарам, Сандра, за убавото представување. Имам прашање. Колку од вас тука биле дел од тим кој што едноставно уште првиот ден си кликнале? Добро, тука тројца гледам. Тука има некој? Добро. Во ред, тук горе некој да видиме? Супер. Од прилика околу 20% би рекла. Солидно. Ајде да видиме кои се некои од предизвиците кои што може да сме ги имале како тим и не задржувале на другата страна од ваквиот Dream Team. Дали тоа била нејасната визија на компанијата или пак не сме имале доволно поддршка од менаџментот, дали ни недостасувало искуство или сме немале доволно самодоверба да преземеме нешто, дали сме мислеле дека можеби едноставно не зависи од нас, или пак сме се нашле во инженерски воден тим кој што никогаш претходно не работел со продукт дизајнери. Во моите 13 години искуство сум била дел од многу различни видови на компании. Стартапи, агенции, аутсорсинг компании и големи корпорации. А со тоа дел и од многу различни видови на тимови. Некои од нив одлично функционирале, други супер, а трети едва ја обстанувале. На почетокот од нашата кариера како дизајнери, сите многу голем дел вложуваме во тоа да ги научиме техниките на дизајнирање. Да научиме дизајн принципи, типографија, компоненти, дизајн систем. Подоцна можеби ќе го предлабочиме нашето знаење со некои технички за истражување. Но со тек на време сваќаме дека комуникацијата и соработката со тимот е исто така многу важна и треба да се работи на неа. Може да бидеме многу добри дизајнери и да имаме многу добри идеи, но ако сакаме да бидеме дел од поголемата слика на продуктот и компанијата, на тој начин што нашите идеи ќе бидат прифатени, треба да бидеме уште подобри соработници, раскажувачи и тимски играчи. На почетокот на нашата кариера исто така можеби сме прифаќале и фидбек за кој што не секогаш сме се согласувале, меѓутоа сме послушале и сме го примениле затоа што доаѓал можеби од некоја посениорска позиција од нас. Но со текот на годините, како што ја градиме нашата кариерна патека, како што добиваме повеќе искуство, добиваме и свој глас со кој што учиме како да ги браниме нашите идеи. Аргументирано и со факти. Ајде да видиме како можеме да изградиме еден ефективен тим во само 5 чекори. Најпрво, важно е да го запознаеме тимот, да си ја поставиме сцената, да ги запознаеме улогите во тимот, да ги запознаеме главните одлучувачи. Односно, кој ги носи одлуките во тимот, која е главната цел и која стратегија ја употребуваат улогите во тимот за да дојдат до таа цел. Да видиме како тие преферираат да работат, кој начин на работа го користат, да дефинираме заеднички вокабулар, за да подобро се разбираме. И најважно од се, да ги почитуваме различните улоги. Затоа што секоја различна улога е специализирана во својот домен и треба да ги почитуваме тие граници. Следно ги представуваме нашите дизајн процеси на начин кој што опишува како тие придонесуваат
во развојот на еден продукт. Дека не се само дополнителен чекор во работата на тимот, дека не додаваат дополнителни чекори врз работата на продукт менаџерот или девелоперите, туку дека дизајн процесите се една структурирана рамка која што ни помага да донесуваме поинформирани дизајн одлуки. И многу е важно да им кажеме дека и да им покажеме дека не постои едно универзално решение и универзален процес за решавање на сите можни проблеми, како што не постои и единствен процес кој што одговара на сите тимови. Но дека и самиот процес ќе си бара своја итерација и подобрување со текот на работата. И така ќе го прилагодиме на начинот кој што најмногу одговара на нашиот тим. Следна е комуникацијата. Не треба да чекаме да излезе потенцијален проблем за да почнеме активно да комуницираме. Напротив, треба да бидеме во континуирана комуникација за да предвидеме и да превенираме потенцијален проблем. Особено е важно да ја зајакнеме комуникацијата со продукт триото, односно со продукт менаџерот, продукт дизајнерот и лидот на менаџерите. На тој начин да се осигураме дека секогаш бизнис одлуките, корисничкото искуство и техничката изведба ќе бидат усогласени. А со тоа ќе знаеме како се движиме низ процесот и дали треба да промениме нешто во целосната стратегија на триото. Освен комуникацијата во продукт триото, важно е да комуницираме и со сите други улоги кои што се засегнати на некој начин и важни за работата на тимот и на продуктот. Може би тоа со сигурно ќе бидат девелоперите, но исто така може да бидат и улоги надвор од тимот, како корисничката поддршка, може би тимот за продажба или тимот кој што се занимава со анализа на податоци. За нас како дизајнери од особена важност е комуникацијата со фронтенд инженерите. Да ја прикажеме нашата дизајн визија, нашето дизајн решение најрано што можеме во процесот, за навремено да добиеме фидбек, односно повратна информација за техничката изведба. На тој начин ние самоуверено можеме да си продолжиме со нашата работа, знаејќи дека решението е технички изводливо, додека пак од друга страна фронтенд инженерите ќе знаат што да очекуваат следно за имплементација и на тој начин преминот од дизајн во имплементација ќе се одвива многу брзо и лесно. Следна е соработката. Не е важно само да зборуваме за нашите дизајн процеси и да комуницираме одлуки кои што сме ги донеле. Некои одлуки треба да бидат донесени и заеднички со целиот тим. Затоа е важно да соработуваме со сите. За да се осигураме дека комуницираме соработуваме со вистинските луѓе во вистински дел од процесот, односно во вистинско време во нашата работа, олеснително е ако си направиме RACIM framework, односно матрица која што ќе ни покаже која улога во кој дел од процесот е одговорна за изработката на некоја задача, одговара дали некоја задача е завршена, која улога ќе биде само консултирана, а кој ќе биде само информиран за нашите одлуки. Исто така за некои поголеми и посложени предизвици со нејасна цел, може да организираме работилници, каде што
кои што ќе ни помогнат заедно да донесеме некои одлуки. Например, да организираме дизајн спринтови. На тој начин, целиот тим ќе има поголема доверба во одлуката која што е донесена, а секако и мотивацијата за работа ќе биде на повисоко ниво. И за крај, но не најмалку важно, е барањето на фидбек или повратна информација. Барајте фидбек и не се плашете да го дадете вашиот фидбек, односно вашето мислење, но секогаш специфицирајте зашто точно бараме фидбек. Важно е да го напоменеме опсегот на фидбекот кој што го бараме, за да не добиеме океан од фидбек во момент кој што не е релевантен за истиот. Исто така, ова може да го правиме и на пошироко ниво, не само на ниво на тим, туку на ниво и на организација, на компанијско ниво, и да ја презентираме нашата работа пред поголема публика. На тој начин ќе добиеме повратна информација од повеќе луѓе, можеби ќе добиеме нови идеи, а можеби и ќе инспирираме некој друг со нашата работа или нашиот процес. На крај, не само што ќе оставиме белег врз продуктот со дизајнерската работа која што сме ја направиле, туку можеби ќе оставиме белег и врз динамиката на компанијата во која што работиме. На крај ќе кажам како заклучок дека еден ефективен тим не се случува сам по себе, тој се гради, а за тоа важно е добро да го запознаеме тимот, да ги представиме нашите дизајн процеси, да комуницираме активно, да соработуваме и да бараме повратна информација или фидбек. Ви благодарам.